Во изминатите неколку години, во повеќе наврати јавно предупредував на опасностите кои се закануваат по стабилноста на Република Македонија и по суверенитетот на граѓаните на Република Македонија. Со длабоко жалење констатирам дека овие мои предупредувања беа игнорирани, а резултатот од тие игнорирања денеска сите го чувствуваме. Денеска ви се обраќам вам, на граѓаните на Република Македонија, со цел да ги разобличам сите лаги, конструкции и црни сценарија со кои бевме бомбардирани во изминатиот период. Од почетокот на мојата функција, одговорно ја представувам државата и убеден сум дека само со чесен и транспарентен пристап ќе можеме да се спротиставиме на лагите за наводна вмешаност на мојот кабинет, Армијата на Република Македонија и Агенцијата за разузнавање во настаните околу 27 април. Почитувани, во кабинетот на председателот на Република Македонија никогаш не се разговарало, нити се размислувало за прогласување на воена или вонредна состојба. Со тоа ги отфрлам и сите шпекулации дека меѓународната заедница вршила каков било притисок врз мене да одстапам од некаков наводен план за прогласување на воена или вонредна состојба. Во овој момент јавно ги повикувам странските представници да излезат и да ги посочат тие кои ми вршеле притисок. Сценарио за воена и вонредна состојба немало, освен ако во Република Македонија не функционирал паралелен врховен командант на вооружените сили и паралелен генералштаб на Армијата на Република Македонија. Вистинското прашање е кому во тие моменти му одело во прилог да го злоупотреби кабинетот на председателот и да креира лажна перцепција за прогласување на воена или вонредна состојба. Оние кои ме обвинуваат и создаваат лажни вести со цел да ја делегитимираат институцијата председател, ги упатувам на член 124 од Уставот, каде стои дека воена состојба настапува кога предстои непосредна воена опасност од напад врз Републиката, кога Републиката е нападната или е објавена војна. Согласно член 125 пак од Уставот, вонредна состојба настапува кога ќе настанат големи природни непогоди или епидемии. Почитувани мои граѓани, на 27 април немавме ништо од ова. Година и пол, јас, како председател на Република Македонија и мојот кабинет сме постојана мета на лажни вести и лажни конструкции со цел по секоја цена да не вмешат во настаните од 27 април. Од 21 април 2017 година, без никакви докази и индиции, се обвинува кабинетот на председателот на Република Македонија. Се вршат притисоци и закани кон мене со цел да подклекнам и да одстапам од моите ставови во врска со политичките случувања во Република Македонија и политиките кои ги спроведува актуелната влада. По кој знае кој пат повторувам дека нема да одстапам од моите ставови. Деновиве сме сведоци дури и на важни искази дадени во судскиот процес за настаните од 27 април. Прво сакам да укажам дека за давање лажен исказ пред суд кривично се одговара. Второ, ги охрабрувам сите оние кои ме обвинуваат слободно да се обратат до надлежните институции, Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Агенцијата за разузнавање, Управата за безбедност и контраразузнавање и други институции кои се споменуваат и да побараат веродостојни информации за планските и дневните активности на секој старешина, командант и војник. Овие институции треба да одговорат на прашањата каде биле одговорните лица на 27 април или претходно и дали постојат какви било административни записи за подготовки на некакви сценарија за воена или вонредна состојба. Сакам да подсетам дека во врска со настаните од 27 април, кабинетот на председателот и Агенцијата за разузнавање ги доставија сите извештаи до основното јавно обвинителство. Почитувани граѓани, уште еднаш подсетувам дека мојот кабинет во безброј наврати ги демантираше лажните вести со кои во континуитет се гради негативна перцепција за нас.
Сметам дека еднаш за секојаш мора да се стави крај на ваквите небулозни шпекулации. Од сето она што во изминатиот период пишуваат дел од медиумите, ништо не излезе дека е вистина. Ниту чаршиските муабити дека го подготвуваме јасен за засолнување во случај на воена состојба, ниту тврдењата дека мојот кабинет дал дозвола за влез на странски разузнавач во собранието на 27 април. Она што намерно или ненамерно се избегнува, а граѓаните треба да го знаат, е дека јасен е јавно предпријатие и е под надлежност на владата. И овој факт е лесно проверлив. Отфрлен и обидот да се прикрие непрофесионализмот на странски разузнавач под изговор дека кабинетот му дал дозвола за влез во Македонското собрание. Истовремено, обвинителката Вилма Рускоска јасно потврди дека јавното обвинителство нема докази за вмешаност на кабинетот на председателот во настаните од 27 април. Генералштабот на армијата на Република Македонија исто така демантираше инволвираност во настаните од 27 април и повика на транспарентност во доставување на информации во врска со овие настани. Исто така и Агенцијата за разузнавање најостро ги осуди сите облици за вмешување на агенцијата во конструкции и лажни вести. Почитувани граѓани, овде би сакал јавно да прашам: дали исказите на обвинетите се порелевантни од тврдењата на надлежните институции и носителите на јавни функции? Истовремено, ако Генералштабот јасно и недвосмислено демантираше инволвираност околу настаните на 27 април или какви било сценарија за воена или вонредна состојба, не можам а да не поставам уште едно прашање пред целата македонска јавност. Во периодот кога деновите пред доставување на официјална покана за членство во НАТО се одбројуваат, кому му одговара да ја деградира армијата која го ужива најголемиот углед меѓу вас, граѓаните, но и е единствената институција за која нема забелешка во исполнувањето на критериумите и стандардите на НАТО. Само да подсетам дека како председател на Република Македонија, уште пред 2 години укажав дека УБК е главното жариште на генерирање на сите политички и безбедносни кризи во Република Македонија. И по 3 години од диагнозата на Прибе, болеста не е отстранета. Ако УБК се дрзнува без никакви основи да ги следи активностите на мојот кабинет и да ме става мене како председател во службени белешки, кои опишуваат непостоечки настани, се плашам од помислата што се случува во ова институција и како се креираат извештаи со фиктивни извори за да се постигне определена цел. Со планиран истек на класифицирани податоци се гради важна перцепција за да на крај се конструира судско-полициски случај. Од друга страна, сакам да потенцирам и дека во изминатиот период сме сведоци на неказнивост по планирано истекување на класификувани документи од УБК. За ова ги повикувам надлежните институции да действуваат и санкционираат вакви појави, кои загрозуваат националната безбедност. На крајот, констатирам дека ова не е ништо друго, освен класична хајка и линч со очајно смислено сценарио против мене, мојот кабинет и наведените институции. Ве уверувам дека со нарачани лажни искази и генерирање лажни вести нема да се прикрие реалноста и вистинските нарачатели на настаните од 27 април. Кабинетот на председателот не е дежурна служба за давање алиби. Ви благодарам. Ве молам сега кој има прашање да постави. Кои се според вас вистинските нарачатели? Тоа судот ќе го каже. Дали на 27 април ваш советник од вашиот кабинет бил на 8-миот кат во зградата на ВЛР и делал инструкции за постапување? Не. Кога последен пат бевте во Јасен? Мислам во првиот мандат кога беше уште генерал Мирослав Стојановски. И еднаш со семејството пред 5-6 години, не знам точно. Колку сте сигурни дека никој од кабинетот не бил таа вечер на 8-миот кат?
во зградата на Вона Радодомова? Мислите на генералниот секретар? Мислам на советник од Советник не, генералниот секретар, да, и тој за тоа има дадено извештај кај јавниот обвинител. И има исказ целосен. Преземени кабинетот на председателот соодветни мерки против истекувањето на класифицирани информации во јавност. Од каде? Од кај вас? Од кај нас не истекле класифицирани информации. Не мислам од кај вас, дали ќе има некаква реакција. Имаме Правна ние или постојано и повикуваме дека е казниво истекувањето на класифицирани информации. Ние имавме во медиуми објавување на државни тајни. Кој дозволил државна тајна да излезе од УБК? Меѓутоа јавниот обвинител не покренува никакви обвиненија, никаква истрага. Тоа е прашање до нив. Зошто чекавте до 22 часот да се вратите на 27 април и дали имате контакти со некој од институциите, со министерот за внатрешни или со било кој? Целиот ден бев со мојот кабинет и вечерта дома на телевизија кога го видовме настанот, побарав од мојот генерален секретар да го свика кабинетот и тука бевме до речиси до посте полноќ. Ги следевме ситуациите целосно преку телевизија и во тие моменти се подготвувавме како да ја смириме нацијата, која порака да ја пратиме да ги смириме тензиите, бидејќи состојбата можеше да излезе од контрола. Дали контактиравте со некој, со министерот за внатрешни, со премиерот, со било кој? Со никој. Се плашите од импичмент? Не. Ги охрабрувам да покренат кога сакат. Други прашања? Дали имаме дополнителни прашања? Во јавноста дел од медиумите шпекулираат дека се подготвува ваше апсење од страна на актуелната власт. Имате ли коментар околу врска со тоа? Можат се да направат, кога видовме што се случува во овој период кога се на власт, човек не треба ништо да го изненадува, но постојат институции во држава. Уште едно прашање, председателе. Вчера премиерот на Грција, господинот Ципрас, најави дека ќе бараат амандман во Обединети нации со кој што ќе се дефинира македонскиот јазик како посебен јазик, не јазик на македонскиот народ, туку не знам каква веќе Па еве ви го одговорот кога цело време премиерот тврди дека ни бил признат јазикот. Ви изјава и самите вие потврдувате докаде е признавањето на македонскиот јазик од страна на Грција. Инаку тој јазик, знаете, во официјалниот регистар на Обединети нации никој не го оспорил до сега, сите го користат како македонски јазик. Како го коментирате действото на предишниот премиер Никола Груевски? Има надлежни институции, треба да си кажат. Кој е вашиот став? Не е прв, веќе трети он како избега од државата. Како вие го коментирате лично Никола Груевски? Немам коментар. Уште едно прашање околу настаните за 27. Имате ли информација или кажете споменатите во сведочењето ваши советници Јосифовски, Алексовски, каде беа вечерта на 27 април? Мојот советник за национална безбедност, Алексовски, беше упатен на службен пат и требаше да стигне во Вашингтон. Кога се случи настанот, го барав подхитно да се врати и го симнав речиси од аеродром од Истанбул, бидејќи тргна со автомобил за Истанбул, и го вратив да дојди, тој некаде после полнок околу 1 часот пристигна. Така што тој сите извештаи што ги има доставено до обвинителството, но и мојот советник на секој 6 месеци подлежен на полиграф. Ја би сакал и другите советници, како мојот советник за национална безбедност, секој 6 месеци да одат на полиграф и таму да докажат дека тоа што го работат на вистина не се коси ни со закон, ни со правила на служба. А Јосифовски? Јосифовски го побарав да дојде и да го свика кабинетот. Кога ги видовме настаните на телевизија. А каде бил во меѓувреме? Сега видам дека тој бил во партијата. Го добивте вашиот одговор? Председател, уште едно прашање само од оваа гледна точка, од оваа временска дистанца. Се каете ли можеби што му дадовте, што ги прифативте гаранциите на Заев и му го дадовте мандатот? Не се каам, гаранциите ги активирав за законот за јазици и за договорот со Грција. Тој активира гаранциите, затоа се активира. Ви благодарам, председател. Разговарате на сликата со Кирил Божиновски и Милијана Киевски, дали тоа... Кирил Божиновски уопште нити се јавил, нити дошол. А Милијана Киевски заедно со Пешевски дојдоа со една иницијатива
која беше во прилог на релаксирање на односите, односно помирувањето во државата и подоцна тоа излезе во јавноста како апел, како текст. Дојдоа да се консултираат како со председател на држава.